Добар ден, ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум наставник Славица Колева од Основното училиште Димитар Влахов од Штип, наставник во трето оделение. Директор Миле Младеновиќ, техничка поддршка Љубомир Колев. Денес ќе имаме час по математика. Наставна содржина, текстуални задачи и таблично делење со бројот 2. Цели на овој час се да ја повториме таблицата множење и делење со бројот 2, да ги научиме компонентите при множењето и делењето, да научиме дека множењето и делењето меѓу себе се поврзани, да научиме и применуваме равенства и текстуални задачи за таблично делење со 2. Сега ќе ја повториме таблицата множење и делење со бројот 2. Погледнете ја и потсетете се. И почесто повторувајте ја. Овде имаме цртежи и можеме да забележиме дека и од левата и од десната страна имаме по 4 балони. Тоа можеме да го запишеме како збир 4 плюс 4 е еднакво на 8, но и како производ на две места по 4 е еднакво на 8. Множењето е собирање на неколку еднакви собироци. Да ги погледнеме компонентите на множењето. Прв множител, втор множител, производ и знак за множење, точката, односно знакот по. Овде имаме пример со делење. Ако имаме 12 топки и треба да ги поделиме подеднакво на две деца, по колку топки ќе добие секое дете? Секое дете ќе добие по 6 топки, бидејќи 12 поделено со 2 е еднакво на 6. Поделба на неколку еднакви делови се нарекува делење. Делењето е обратен процес од множењето. Да ги погледнеме компонентите на делењето. Деленик, делител, количник и двете точки знак за делење. Множењето и делењето меѓу себе се поврзани. 2 пати по 5 е еднакво на 10, а 10 поделено со 2 е еднакво на 5. Делењето е обратен процес од множењето. Можеме да направиме проверка на делењето со множење. Тоа се гледа и од овој пример. 4 пати по 2 е еднакво на 8, а 8 поделено со 2 е еднакво на 4. Сега ќе ги разгледаме овие бројни изрази за да го воочиме решавањето на истите со истакнување на редоследот на операциите. Прв броен израз 12 поделено со 2 плюс 5. Прво делиме 12 поделено со 2 и добиваме количник 6. Потоа ги собираме 6 плюс 5 и го добиваме резултатот 11. Во вториот броен израз 20 плюс 16 поделено со 2. Бројот 20 и знакот плюс се препишуваат. Прво го делиме 16 поделено со 2 и добиваме количник 8, а потоа ги собираме 20 плюс 8 и добиваме резултат 28. Во третиот броен израз 10 плюс 2 по 3. Бројот 10 и знакот плюс се препишуваат. Прво множиме 2 по 3 и добиваме производ 6,
а потоа ги собираме 10 плюс 6 и добиваме резултат 16. Можеме да заклучиме дека прво се множи и дели, а потоа се собира и одзема. Во последниот броен израз, 10 плюс 6 запишани во загради, поделено со 2, прво решаваме во заградите, го наоѓаме збирот 10 плюс 6, а тоа е 16, а потоа делиме со 2 и добиваме резултат 8. Ова е правило. Прво се решава во заградите. Сега ќе решаваме неколку текстуални задачи за делење со бројот 2. Моја препорака е внимателно да го читате текстот на задачата, ако е потребно и повеќе пати, за да ја разберете и да можете правилно да ја решите задачата. Бројот 16 намали го 2 пати. Кој број го доби? Во оваа задача, изразот намали го 2 пати значи дека бројот 16 треба да го поделиме со 2. Решение на задачата 16 поделено со 2 е еднакво на 8. Одговор: јас го добив бројот 8. Одиме понатаму. Најди половина од бројот 20. Кој број го доби? Зборот половина значи дека треба да делиме со 2. Значи, за да ја решиме оваа задача, бројот 20 треба да го поделиме со 2. Решение на задачата 20 поделено со 2 е еднакво на 10. Одговор: го добив бројот 10. Одиме понатаму. Збирот на броевите 12 и 2 намали го 2 пати. Кој број го доби? За да ја решиме оваа задача, прво треба броевите 12 и 2 да ги собереме, па затоа ги запишуваме во загради, а потоа делиме со 2. Еве го решението на задачата. 12 плюс 2 запишани во загради, поделено со 2 е еднакво на 14 поделено со 2, а тоа е еднакво на 7. Одговор: го добив бројот 7. Да ја погледнеме следнава текстуална задача. Во цвеќарата имало 18 лалиња. Маја купила половина за да ја подари на својата мајка. Колку лалиња и подарила Маја на мајка ѝ? Во оваа задача треба да пресметаме половина од 18, односно бројот 18 треба да го поделиме со 2. Затоа, оваа задача треба да се реши 18 поделено со 2 е еднакво на 9. Одговор: Маја и подарила 9 лалиња на својата мајка. Одиме понатаму. Ана има 12 години и е двојно постара од Иван. Под А. Колку години има Иван? Под Б. Колку години имаат заедно? Прво ја решаваме задачата под А. Колку години има Иван? За да пресметаме, го делиме бројот 12 со 2, па добиваме дека Иван има 6 години. Решение 12 поделено со 2 е еднакво на 6.
Одговор: Иван има 6 години. Сега да ја решиме задачата и под Б. Под Б треба да пресметаме колку години имаат Ана и Иван заедно. Па ги собираме нивните години. Решение: 12 плюс 6 е еднакво на 18. Одговор: заедно имаат 18 години. Ајде да ја погледнеме и оваа задача. Пресметај го количникот. Ако деленикот е еднаков на збирот од броевите 12 и 4, а делителот е бројот 2. Овде најпрво треба да го пресметаме збирот на броевите 12 и 4, а потоа да делиме со 2. Поради тоа, броевите 12 и 4 ги запишуваме во заграда, каде што ги собираме, а потоа добиениот збир го делиме со 2. 12 плюс 4 е еднакво на 16. Тоа ни е деленик. Поделено со 2 е делител и добиениот резултат 8 е количник. Одговор: количник е бројот 8. За крај сакам да ви дадам домашни задолженија. Решите ги текстуалните задачи. Прва задача: збирот на броевите 4 и 8 намали го 2 пати. Втора задача: количникот на броевите 22 зголеми го за 100. Трета задача: разликата на броевите 18 и 6 намали ја 2 пати. Довидување ученици, ви посакувам многу здравје и успех во учењето.